Започнуваме со урбаните вести. Добре дојдовте во нив. Општина Илинден изминатите 2 дена беше центарот на сите спортски случувања. Што точно се случуваше, ќе ви прикажеме веднаш по генералната најава. Над 700 учесници на традиционалниот спортски викенд Илинден 2018. Штедилница ФУМ, добитник на најпрестижната награда од Светскиот совет на кредитни унии. Рок забава и мото дефиле во Ѓорче, во чест на Марија. Хаварисани возила во Газибаба, проблемот познат на општината. Кое е времето, што го покажува часовникот на музеот на град Скопје? Бензините поевтинуваат за динар, дизелот за динар и половина. Во општина Илинден по 10 пат се одржа традиционалниот спортски викенд на кој учествуваа над 700 учесници кои се надпреваруваа во велосипедизам, шах, кошарка, тенис, атлетика, хокеј и фудбал. Централен настан на спортскиот викенд беше професионалната велосипедска трка во должина од 100 км Трофеј Илинден 2018, а прв на целта на оваа трка стигна Никола Левков од општина Илинден. Општина Илинден успешно го реализираше 10-тиот спортски викенд Илинден 2018 во рамки на одбележувањето на незиниот патронен празник Илинден 2 август. На оваа традиционална спортска манифестација учествуваа над 700 спортисти кои се надпреваруваа во повеќе спортови: велосипедизам, шах, баскет, тенис, атлетика, хокеј и голем фудбал. Централен настан на спортскиот викенд беше професионалната велосипедска трка во должина од 100 км Трофеј Илинден 2018, која што е влезена во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Велосипедистите возеа 4 круга низ населените места на општина Илинден: Илинден, Марино, Ајватовци, Мршевци, Делјадровци, Текија, Миладиновци и Кадино, а должината на еден круг беше 25 км. Прв на целта на оваа трка стигна Никола Левков од општина Илинден. Да, јас стигнав прв. Апсолутно мотивацијата е голема, пошто јас потекнувам од тука живеам целиот мој живот 20 години. И тука ми е најдрага победата, некако побитна од сите други. За подготовките секако требаше многу време, со тоа што последниве 3 месеци се спремавме многу силно, многу напорно. Се вративме пред неколку дена од Европското првенство во Чешка, кај што исто направивме добри резултати, ама не сме во медалите, за малку. Тоа е тоа, се трудиме, се тренираме и тоа се подготвуваме. Учествував во 2016 година, тогаш исто победив. Претходната година, за жал, не бев во можност да учествувам поради тоа што еден месец пред оваа трка на меѓународна трка кроз Србија добив повреда, скршена клучна коска, што ме спречи да тренирам тие 2 месеци. За среќа се опоравив и сега повторно сум напред со добри резултати. Како вовед во главната трка се одржа рекреативната велосипедска трка во должина од 5 км, во која учествуваа голем број граѓани од сите возрасти. На силниот шаховски турнир на кој настапија 38 шахисти, фидемајсторот Дејан Динев ја освои шампионската титула. На второто место се пласираше минатогодишниот победник фидемајсторот Зоран Стојчевски, а трет беше Илија Стошевски. Голем интерес оваа година предизвикаа надпреварите во атлетика, на кои учествуваа над 250 ученици, младинци и дечиња од градинката Гоце Делчев, кои му дадоа посебен белег на ова надпреварување. На најдобрите во сите категории градоначалникот Жика Стојановски на победниците им додели медали. Беше тешко, но со напор се е полесно. Јас се подготвував една недела пред тоа и секако прво треба споро да трчаш, а потоа да забрзаш. Во рамки на спортскиот викенд се одржаа и надпреварите во тенис. Оваа година првото место му припадна на Владко Нацевски, кој како што изјави, тој е повеќе годишен учесник на ова надпреварување. Да, јас играм и меѓународни турнири во Србија, во Република Бугарија, исто на Балканите. Така да беше екстремно на 35 температура, да се игра цел ден околу 4 меча. Беше напорно, но сепак добра организација од општината
Исто така беше све најдобар ред, само пофални зборови и овој турнир посакувам да прерасне во традиција. Да, јас го освојувам 3 пати овој турнир. Да. И првото место. Ќе учествувате и натаму? Наредна година ќе гостувам на помладите и ќе донирам спонзорство некој овој турнир. На спортскиот викенд се одржа и надпреварите во кошарка. За првото место се избори екипата на Машна, второто место припадна на екипата Old School и третото место за екипата на Овчичка. Во рамките на спортскиот викенд се одржа и редовниот фудбалски надпревар, а по втор пат оваа година се одржа и ревијален надпревар во хокеј на ролерки, на кој учествуваа повеќе мина репрезентативци на Македонија. И уште една информација поврзана со општина Илинден. Под мотото со Илинден традицијата продолжува, на 26 јули општина Илинден ќе го одбележи патрониот празник Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ. Одбележувањето ќе се одржи во амфитеатарот на паркот Галерија на отворено пред Домот на култура Илинден, а ќе биде збогатено со настап на Владко Стефановски трио. Во амфитеатарот на паркот Галерија на отворено пред Домот на култура Илинден на 26 јули со почеток во 20 часот, општина Илинден ќе го одбележи патрониот празник на општината Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ под мотото со Илинден традицијата продолжува. Како што информираат од општината, одбележувањето ќе биде збогатено со настап на Владко Стефановски трио. Жителите на општина Илинден ќе имаат ретка можност да уживаат во звуците на музиката на македонската музичка легенда Владко Стефановски, кој ќе се представи со повеќе преработени традиционални изворни македонски песни, потоа со дел од неговите евергрини, за настапот да го заокружи со промоција на numери од својот најнов албум. 26.000 денари се собрани на хуманитарната забава која се одржа во Реонскиот парк во Ѓорче Петров, во чест на Марија, која животот го загубила пред 2 години. Средствата собрани од забавата ќе бидат предадени на Симона Николова, која боледува од ретка болест. Со мото дефиле во чест и спомен на младата Марија, чиј живот трагично завршил пред 2 години на православниот празник Свети Никола, а на 20 јули требаше да наполни 30 години. Група моторџи, општина Ѓорче Петров и незините пријатели ја оддадоа почит. Во знак на незината младост, во Реонскиот парк во Ѓорче се одржа рок забава од хуманитарен карактер, а приходот собран од продажбата на пијалоците беше наменет за лекување на младата Симона Николова, која боледува од Фридрикова атаксија. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски изрази задоволство од жилбата и подготвеноста на неговите сограѓани, кои со парични средства и организацијски способности веќе неколку пати покажале што значи да се биде хуман. Како општина Ѓорче Петров, веќе ова е серија на хуманитарни настани и акции кои што ги организираме, со што навистина ми представува големо задоволство, бидејќи го разбудивме Ѓорче Петров, ги разбудивме младите луѓе во Ѓорче Петров преку вакви настани за повеќе да се дружат. Се надевам дека со овој хуман настан ќе покренеме и други иницијативи со што ќе го подобриме културното живење во Ѓорче Петров. Организаторката на хуманитарната забава, воедно и другарка на Марија, Владанка Дринковска, рече дека во чест на Марија, оваа забава ќе прерасне во традиционална и секоја година со собирање на парични средства ќе помага на различно дете кое ќе има потреба од финансиска помош. Поради тоа што беше многу голем љубител на моторите, решивме да организираме една хуманитарна мото дефиле, каде што се парадираше од улицата Арсенije Јовков до Соборен храм, од Соборен храм се враќаме кон Реонскиот парк Ѓорче Петров, каде што приредивме мала забава во рок стил. Хуманитарните средства од парите од пијачките ќе бидат донирани на Симона Николова, која што боледува од Фридрикова атаксија.
Граѓани од населбата Автокоманда се револтирани од проблемот со хаварисани возила на паркинзите, кои го зафаќаат паркинг просторот. Од општина Газибаба за Прва Скопска вела дека се запознаени со проблемот и веќе се изречени опомени до собствениците. Дел од нив веднаш ги отстраниле хаварисаните возила, а за оние кои не го сториле тоа, ќе постапат согласно законот. Жителите од општина Газибаба реагираат за оставените и напуштени така наречени хаварисани возила во населбата Автокоманда. Тие велат местото на овие возила им е во отпад и не треба да бидат оставени на паркинг просторите. За овој проблем граѓаните се обратија до Прва Скопска. Велат дека вакви возила подолго време стојат на улицата Христо Ботев, позади полициската станица во Автокоманда. Проблемот го пријавиле до општината, но досега ништо не е земено. За да ги информираме граѓаните, Прва Скопска побара одговор од општина Газибаба за хаварисаните возила. Оттаму вела дека општина Газибаба е запозната со овој проблем веќе подолго време. Општината започнала со маркирање на хаварисаните возила кои се наоѓаат на јавните површини. Ова е втора процедура откако претходно општинските комунални инспектори ги лоцираа возилата кои не се во возна состојба. Потоа на собствениците им изрекоа усна опомена дека во одреден рок ќе треба да ги дислоцираат хаварисаните возила. Според инспекторите, дел од опоменатите граѓани ги дислоцирале старите дотраени возила, но сепак има дел и кои не ги послушале опомените и затоа нивните хаварисани возила биле маркирани. Според инспекторите, доколку и понатаму не се почитува извршното решение, тие ќе постапуваат согласно законските мерки и ќе следат казни. Во пресрет на 20 годишнината од основањето на штедилницата ФУЛМ, оваа година македонската штедилница ја доби најпрестижната светска награда од Светскиот совет на кредитни унии во конкуренција од 109 земји во светот, кој се одржа во Сингапур. За раководството на штедилницата ова е потврда за долгогодишната лојалност кон клиентите и посветеност на работата. Престижната награда за 2018 најголем раст од Светскиот совет на кредитни унии, World Council Growth Award, оваа година во избор од 109 земји во светот ја доби штедилницата ФУЛМ од Македонија. Наградата беше доделена на 16 јули 2018 година на меѓународната конференција на кредитни унии, што се одржа од 15 до 18 јули во Сингапур. Ова големо признание за исклучителниот труд и посветеност беше повод екипа на Прва Скопска телевизија да ја посети штедилницата и да поразговара со директорката Елеонора Згоњанин Петровиќ. Зборувавме за долгогодишното искуство и за посветеноста со која таа ја менаџира штедилницата ФУЛМ. Штедилница ФУЛМ е модел на кредитни унии. Кредитни унии како финансиски институции има во 106 земји во светот и секоја година се прави рангирање врз основа на порастот и квалитетот на тој пораст. Ние сме сретни што Македонија, ФУЛМ Македонија, оваа година е на прво место. Тој пораст е резултат на квалитетното портфолио кое што го имаме, голем број на штедачи кои се во нашата институција, кои обезбедуваат средства за кредитирање и нормално во секој момент се испочитувани сите правила и прописи кои постојат во работењето. Една од клучните награди што се дава на ниво на светот е така наречената World Council Growth Award, што би значило најдобро во превод дека тоа е награда за квалитетен пораст и оваа година ние ја добивме. Јас сам што дојдов од Сингапур сега и навистина е голема чест да се биде во групата. Знаете, ние сме малечка земја, но да си еден од најдобрите во 106 земји во светот, оваа малава точка да не речам, е голема чест и задоволство да ви биде презентирана таа награда во друштво на целиот тој свет. Наградата доаѓа во вистинско време, во пресрет на 20 годишнината на штедилницата ФУЛМ и уште повеќе ја поттикнува радоста за освоеното прво место помеѓу 68.000 кредитни унии на 6 континенти во светот. Сепак оваа награда покрај мотивација и поттик за понатамошни успеси носи и одговорност, вели Петровиќ. Оваа награда вистина е нешто што е голема обврска за нас, затоа што многу треба време
ние славиме 20 години до година, треба време да дојдете во друштвото на најдобрите, меѓутоа треба знаење и умешност да останете во друштвото на најдобрите. Ние сите овие години имавме голема поддршка од различни интернационални соработници, од донатори, за да оваа институција изградиме каква е денеска. Меѓутоа тоа е обврска повеќе и затоа во последните години целосно ја сменивме стратегијата, која ќе се базира на користење на информативни технологии и социјални медиуми, каде што ќе може директно да дојдеме поблиску до граѓаните на Македонија. Се стремиме за повеќе, меѓутоа оваа награда немаше да биде доколку најмалку 30.000, ние имаме некоја процена направена дека најмалку 30.000 граѓани од Македонија во овие 20 години веруваа во нас. Тоа се членовите на нашиот основач, Сдруженијето на граѓани ФУМ, тоа се нашите вработени, нивните семејства, органите на управување, сите тие доаѓаа и несомнено волонтерски работат оваа работа. Кај нас концептот на кредитни унии е таков. И при тоа многу е важно да имате околу вас добри деловни соработници. Ние имаме стандардно со години соработници кои што постојано беа со нас. Сите тие немаше да може да станеме ова што сме денес доколку тие не беа заинтересирани да работат. И на краја што викам, секој пат мора да соработите и со регулаторите, што во нашиот случај Народна банка, и со сите останати министерства за финансии и останати органи со кои ние работиме со години. Второто место на Светскиот совет на кредитни унии му припадна на Бразил, а третото на Доминиканската република. Штеделницата ФУМ своите финансиски услуги ги нуди на целата територија на Република Македонија, преку централата во Скопје и преку своите 6 филијали. Стрелките на часовникот што е поставен на музејот на град Скопје го покажуваат времето кога се случи катастрофалниот земјотрес на 26 јули 1963 година, а тоа е 5 часот и 17 минути. Но камерата на Прва Скопска на 19 јули оваа година забележа дека малата стрелка е поместена и приближена кон 6 часот и 17 минути. Што точно се случило, гледаме во продолжение. Камерата на Прва Скопска го забележа поместувањето на стрелките на часовникот што е поставен на музејот на град Скопје. На снимањето што се одржа на 19 јули минатата недела, видно се забележува дека малата стрелка на часовникот се придвижила и е поместена кон 6 часот наместо 5 и 17. Денеска стрелката на часовникот е повторно наместена на 5 часот и 17 минути, најверојатно по интервенција на градската власт. Од град Скопје информираа дека не знаат како се поместиле стрелките и никој досега не приметил. Велат дека најверојатно се случило пред 2 години кога беше и последниот земјотрес во Скопје. Во Македонија најмалку 200 згрижувачки семејства се потребни за да се обезбедат соодветни услови за децата кои се без родители и родителска грижа. Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ почнаа кампања што има за цел да ја покрене свеста на јавноста дека само грижлива семејна средина може да им ја даде негата и поддршката која им треба на децата. Во моментов има 172 згрижувачки семејства во кои се згрижени 274 деца. Уште најмалку 200 згрижувачки семејства се потребни за да се обезбедат соодветни услови за децата кои се без родители и родителска грижа, а не можат или потешко можат да бидат посвоени. Бидејќи се работи за деца во различен ризик, на различна возраст и со различни потреби во однос на должината и видот на сместувањето во згрижувачкото семејство, од Министерството за труд и социјална политика вела дека е потребно да се развие достапната мрежа на згрижувачки семејства во сите градови, со што ќе се овозможи детето да продолжи да живее во познато опкружување. Од Министерството за труд и социјална политика посочуваа дека главен мотив за згрижување на дете во своето семејство превентивно е желбата да се помогне на децата кои од најразлични причини биле напуштени или одземени од нивните родители. Со цел да се зголеми бројот на вакви семејства, Министерството и УНИЦЕФ почнаа кампања што има за цел да ја покрене свеста на јавноста дека само грижлива семејна средина може да им ја даде негата и поддршката која им треба на
на децата и на која имаат право, и да ги поттикнат граѓаните да ги отворат своите срца и домови и да згрижат дете без родители и родителска грижа. Изминатите неколку недели околу 200 заинтересирани граѓани се јавиле на отворената телефонска линија 15133 во рамки на кампањата. Во моментов во Македонија има 172 згрижувачки семејства во кои се згрижени 274 деца. Висината на надоместокот за згрижување на дете без родители и родителска грижа изнесува 8550 денари. За дете со воспитно-социјални проблеми 9870 денари, а за згрижување на деца со попреченост 11190 денари. Децата згрижени во семејствата имаат право и на детски додаток, а децата со попреченост добиваат и посебен додаток. Во тек е процес на деинституционализација, односно затворање на гломазните институции и сместување и на возрасни и на деца штитеници во мали групни домови, но приоритет на Министерството е малите деца до 3 години. Според програмата на Министерството до 2020 година, сите деца на возраст до 3 години треба да се извадат од институциите и да бидат сместени во мали групни домови, згрижувачки семејства или во друг вид соодветно сместување. Од ноќеска на полноќ поевтинуваат горивата. Цената на бензините се намалува за 1 денар, а дизелот за денар и половина. Бензините и екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 денар, а дизелот за денар и половина, одлучи на денешната седница Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер БС 95 изнесува 71 денар за литар, а Евро Супер БС 98 ќе се продава за 73 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 51,5 денари за литар, додека новата цена на евродизелот изнесува 62,5 денари. Намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати во просек е за 1,96%. Регулаторната комисија за енергетика ја донесе одлуката врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 2 недели. Метеоролозите информираат дека од денеска следува период на променливо и нестабилно време со пораен дожд и грмежи, а локално се можни и поинтензивни процеси. Денеска имавме температура до 32 степена, а утре се очекува температурата да достигне до 27 степени. В среда температурата ќе се движи од 17 до 30 степени, четврток од 18 до 31 степен и петок од 18 до 29 степени. За крај имаме уште една информација поврзана со општина Бутел. Деновиве општина Бутел го заврши поставувањето на ново улично осветлување на улицата 1550 во индустриската зона Визбегово. Како што информираат од општината, поставени се 27 метални столбови на кои се инсталирани 27 натриумови светилки. Со новото осветлување, како што велат од Бутел, победена е темнината на оваа улица во должина од 600 метри, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Ова беше последната информација. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на Права Скопска. Довидување.